Блажевски Роберт го има следното прашање, вели кои вештачки засладувачи се опасни за организмот и која е дозволената количина за внес. Роберт, опасни е многу, мислам дека прејак збор да се искористи. Дефинитивно, многу од прехранбената индустрија денеска користи вештачки засладувачи како замена за шеќерот. Јас секогаш велам, не е решението да земеш продукт со вештачки засладувач за да ја задоволиш потребата за благо, затоа што проблемот пред се е потребата за благо. Не треба да се појавува, не треба да има падови и скокови на шекер во крв и прво тоа треба да се регулира, но кога веќе ако предпоставиме дека тоа е регулирано, во тој случај вештачките засладувачи по мене повторно не се најдобрата опција, од причина што се повеќе науката се сомнева дека нарушуваат микробиофлората, односно дигестивниот систем не баш добро се снаоѓа и не е добро да ги има вештачките засладувачи во дигестивниот тракт и од друга страна кои се најдобри, дали може би има некои лимити и граници во кои што треба да ги внесуваш, го немам тој податок искрено, но она што дефинитивно знам дека има еден засладувач кој што сте вијата сигурно си слушнал, е добар, но од друга страна многу луѓе па не им ја дава таа блажина. Едно нешто што мислам дека во следните неколку години ќе биде голем бум и трендинг е полиоли и тие дефинитивно и се подобри на вкус и дефинитивно науката вели дека не гледа некакви последици и нема закани за здравието на дигестивниот систем. Затоа полиолите се еден засладувач кој што се повеќе ќе го слушаш и доколку го среќаваш, јас би ти дал зелено светло да го користиш. За другите немам граници, али генерално тука ти се, значи ако видиш аспартан, ксилотол, има други некои вештачки засладувачи и шекерни алкохоли како што ги викаат. Затоа да, подобри се можеби од шекерот, но дефинитивно не е дека треба да имаме, да сме срекни од ги користиме и дека ќе ни помогнат за здравје.